Најпрво ја користам оваа прилика да им посакам среќна и успешна учебна година на сите ученици кои што денеска започнуваат. Денеска се наоѓаме во основното училиште Јан Амос Коменски во населбата Тафталиџе 1. Практично овде направивме посета на одвивањето на настава со физичко присуство во трето оделение, посета на наставник кој што вршеше онлайн настава, односно онлайн предавање од училница, како и прием на првачиња согласно сите протоколи кои што беа пропишани од Комисијата за заразни болести и владата. Ние како општина во изминатиот период целосно ги комплетиравме и ги екипиравме и опремивме училиштата со IT опрема, со интернет конекција, со потребните компјутери, бидејќи знаете дека наставниците сега IT наставата, односно онлайн наставата ја вршат од училниците, а дополнително се обезбедија и средства за дезинфекција, пумпи за дезинфекција, машинска и се што беше потребно согласно протоколите. Дополнително вчера општината на седница на Советот со ребаланс обезбеди уште повеќе средства за IT опрема, која што би можело да има практична примена во наредниот период и уште повеќе пари за средства за дезинфекција, за да не останеме со некој недостаток во текот на учебната година. Генерално, нормално е да очекуваме во ваква ситуација да се јават и некои проблеми, меѓутоа најбитен е пристапот на работа и одговорност. Нормално секогаш најголема одговорност се очекува од институциите, во случајов општината, министерствата и владата, меѓутоа во оваа битка во која што сме сите затекнати како свет и како општество, ги повикувам да се вклучат целосно и родителите, наставниците, медиумите, граѓаните. Мораме дечињата да ги информираме редовно и константно за мерките кои што треба да ги почитуваат. Мораме да ги информираме и константно да ги едуцираме за сите протоколи, за да можеме најпрво да го заштитиме нивното здравје и дополнително да може процесот на образование да се одвива непречено. Благодарам јас уште еднаш на присуството на медиумите, благодарам на разбирањето од страна на родителите, наставниците и благодарам до претседателот на владата и министерката што токму општина Карпош и токму ово училиште ги избра денеска да го одбележиме и символично почетокот на учебната година.